Здрав Македонија и добре дојдовте во уште едно издание на квизот Листа за 300, кој што може да го гледате само на Сител телевизија. Нашите надпреварувачки парови се подготвени, па да не им го одземам времето, да ги повикаме да влезат по своите надпреварувачки кабини. Традиционално може веќе да кажам, прво ги повикувам домакините, односно победниците од минатото издание на нашиот квиз, а тоа се Николче и Даниел. Повелете. Како сте, момци? Добро, супер, одлично. Ве гледам денеска поднасмеани. Така минатиот пат има интересна партија. Мотивација поголема, точно. Сакате повеќе пари да ми земете. Тоа е мотивацијата, знам. Многу повеќе. Многу повеќе. Добро, ако е така нека биде. Секој сум расположен. Минатиот пат имавме тешка партија, можам да кажам слободно, мислам така. Неизвестна беше, да, на крај пеналите беа одлучувачки фактор. Верувам дека тоа ви одзема многу енергија, па на крајот успеавме само 50 евра да земеме. Денеска ќе имаме шанса да го поправиме тој финансиски резултат, но имаме нови противници. Што мислиме сега за тоа? Подготвени? Не се плашиме од никој. Од никој. Да не сакате да поздравите некој, нешто да додадете? Па се разбира, најблиските, како и целата јавност. Сите што гледате, така. Голем поздрав и од мене до целата македонска јавност. Денеска како домакини, па одете да проверите домакинската кабина каква е. Па, повелете. А за да продолжиме понатаму со денешното издание на Листа за 300, треба да ги запознаеме и нивните противници, односно на моје огромно задоволство денешните противнички. Станува збор за Блага и Оливера. Повелете. Здраво, Блага. Здраво. Здраво, Оливера. Здраво, Буче. Добре дојдовте. Добре Многу ми е дојдовме. мило затоа што по подолго време ве повторно имаме дами во студиото. Женски пар. Ке имаме жени против маши. Ке биде интересно денеска. Но пред да продолжиме понатаму, нели со Листа за 300, да ве запознаеме на кратко. Блага, повели представи ни се на кратко. Јас сум Блага од Скопје, работена и ова беше нов предизвик за да учествувам во вашиот квиз. Чива беше идејата? Моја? Твоја беше? Да, Ме радува, Тоа е. одлично. Јас си супер. реков, одиме повторно како тим. Да, супер, И баш припати. ме е мило. Супер. Оливера, на кратко. Оливера се запозна со Драга во се, со Блага во се или нешто, потоа бевме во брза кујна, еве не тука. Супер. Голем поздрав до тебе, Марче, од мојот син Христијан, кој што секој викенд те Лене, гледа. баш ме е мило. Голем поздрав до Христијан. Јас ги поздравувам сите гледачи. Колку години има извинете? 15 години. Наредна година, полуматура, честитки прво полуматура, со среќа нека ти е понатаму Христијан во животот, сега истредна да се запишеш и лесно, убаво и со слепетки да ти биде. Опуштено, Јас средно. морам да ги поздравам сите гледачи на телевизија Сител, а воедно имам 3 принцези кои што живеат во Австралија и еден принц. Тоа баба ќе си ги поздрави Изабела, Маја, Натали и Вилијам. Ле, голем поздрав и од мене до сите нив, да се живи и здрави и некогаш ни нека не гледаат и таму. Нека Гледаат, продолжат да, не гледаат и Супер. тоа. А ако се најдат во ситуација да се тука кога снимаме, и слободно пријавете си дојдете. Заедно со баба во Листа за 300. Ако сме подготвени, уште некој да не сакаме да поздравиме? Или тоа е тоа? Од моја страна е тоа. Готово, супер. Да не ве деконцентрирам повеќе, да ве оставам малци да се аклиматизирате, што се вика, нели, на целиот амбиент во студиото. Почувате како предизвикувачки, до каде ќе стигнеме предизвикувачки, нема се знае како. А до каде ќе стигнеме, ќе дознаеме во продолжение со среќа како и да, и нека победи подобриот, само на прва бачка. Со среќа. Да, со среќа да ми предизвикувачката кабина е ваша. Повелете. Благодариме. Николчи, Даниел, односно Благи и Оливера се во нивните надпреварувачки кабини. Сега да ги проверим истите дали функционираат како што треба и потоа да продолжиме без никакви проблеми со денешното издание на Листа за 300. Ке ве замолам за таа цел прво да исклучиме кабината на домакините, а Благи и Оливера дали се слушаме? Се слушаме. Во продолжение, ако има некаков проблем, дали од технички аспект или од било каков друг, да ми кажете, ваши. Немојте да оставате сериозно, ако нешто не ме слушнете или не ме разберете кога ќе читам темата, да ме прашате. Немојте да претпоставувате, затоа што многу до сега се зезнале така. Со среќа во продолжение, сега ќе исклучиме и вашата кабина. Да провериме кабината на домакините. Николчи, Даниел, како сте? Одлично, се слуша добро. Супер. Знаете како оди целата процедура. Домакини, дали може да продолжиме? Се разбира.
Ете, драги гледачи, сите се уверивме во исправноста на нашите кабини, плюс домакините дадо и зелено светло за старт, па да не го губиме времето за џабе. Започнуваме со денешното издание на листа за 300, традиционално со првото надавање, односно првата лицитација. А темата за истата гласи: женски имиња што почнуваат на буквите А или Б. Бараме женски имиња кои почнуваат со буквите А и Б и кои ги има во именикот на Државниот завод за статистика на Македонија, без обзир дали се македонски, албански, турски, ромски, српски и друго. За да бидат признати во именикот на Државниот завод, треба името да го имаат најмалку 5 наши жители. Николчи Даниел, дали ни е јасна темата? Да. Одлично. Благи Оливера, дали ни е јасна темата? Да. Супер. Знаете, драги гледачи, дека први со надавање при првата лицитација започнуваат тековните предизвикувачи. Денеска таа улога им припадна на Блага и Оливера. Ќе ве замолам да исклучиме кабината на домакините, а Благи и Оливера, кога ќе имате понуда, споделете со нас. 5. 5. Започнуваме со 5. 7. 7. 7. 9. 9. 15. 15. 17. 17. 20. 20. 23. 23. 25. 25. 27. 27. 28. 28. 31. 31. 32. 32. 33. 33. 34. 34. 35. 35. 40. 40. Уште едно плюс. 41. 42. 42. 43. 43. 44. 44. 45. 45. 46. 46. 37. 47. 48. 48. 49. 49. 50. 50. Едно плюс. 51. 52. 52. 53. 53. 54. 54. Дупла петка. 55. 56. 56. Никак одговара. А вели. Колку рекла? 56. Ај уште едно плюс. 57. 58. 58. Со стреќа нека им ја. Да одговараат. Ајде да видиме Благи Оливера, дали оваа стратегија ќе се покаже како добитна. Николчи Даниел, вие ќе го отворите резултатот, но во чива полза останува да дознаеме во продолжение. Женски имиња што почнуваат на буквите А или пак на буквата Б. Имаме 58 празни полиња, треба сите да ги спишеме со точни имиња за да го освоиме поенот. Нема Кога проблем. ќе бидете подготвени? Независно колку букви ќе има името. Независно, да. Може. Може? Да. Ангела. Ангела. Анабел. Не ми избере, сега ќе додаш после дума. Ангела, точен одговор. Анастасија. Анастасија. Така е. Ана. Ана. Точен одговор. Анета. Анета. И Анета, точен одговор. Анита. Анита. Не ми избере. Така е. Аница. Аница. Точен одговор. Анкица. Анкица. Точен одговор. Аспасија. Аспасија. Да. Само така шипка. Сепак, Не, името. точен одговор. Да. Се извинам, Брижа, колку
вкупно Аспаси има во Македонија? Ако не е Две проблем. сигурно во Битола. Па за натаму не знам. Како две само Битола? Јас Две мислам јас да го греши. познам. Продолжете, ако добијам информација, ќе ви Нема кажам. проблем. Анабела. Чекај, извини. 63. 63 Аспаси во Македонија, добро, не е толку Анабела. Анабела. Антонело, Не ми збере, само дома ги. Да, Ти да, ме ти- деконцентрираш, мислам. Имај си. Анабела Има. Дума ги само Точен да се одговор. сконцентрирам. Девети. Александра. Александра. На време Александра беше често име. Јана. Ама сега не знам како е. Александра 10 точен одговор. Антонела. Антонела. Антонио. Така е. Антонија. Антонија. Така е. На подумај. Окей, дума. Ана Марија, не знам тоа ли се води. Не баш. Ана Марија. Ана Марија. Ама добре. Така е. Албански не викаш. Да. Армина. Армина. Да. Кажи. Армина. 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 Така е. Анастасија. Кој кажавме? Не бе. Анастасија, да. Аде. Не можеме да ги читаме. Анисија. Да, нема проблем. Има? Има. Не, не се гирете, не го взимаме како погрешен одговор. Ако го кажете дупло, Добро. Анисија. како извини? Анисија. Анисија. Анисија 160 во Македонија. Точен одговор. Андријана. Андријана. Така е. Андреја. Андреја. Ќе заглавиш, јас ќе го кажам Атанасија. Може така? Има знам. Така е, Андреја, точен одговор. Андора. Андора. Сигурен си? Ќе ми умре. Не сум сигурен да пробам. Ал кажај. Николчи Даниел. Како те текна ова име, чекај, кажи го. Аз сум го слушал негде. Да. Освен како Зем, јас сум го слушал и како име. Да, само нели како што кажав, има правило за да бидат заведени во Државниот завод за статистика на Македонија, треба барем 5 на наши жители да го имаат името за да биде регистрирано таму. Може да го има, но Може не би се дојдени од негде, па сум го слушал. Да, и си го слушал така. Кога станува збор си мињата, нели малце така, како да кажам, шкаклива, што би рекле темичка. Добри бевме. 17 точни имиња, може би требаше да прешалтаме што се вика на Б буквата и да пробаме, но тоа е што е. Ништо не е готово. Знаете дека имаме уште една лицитација и работите може да се променат за миг. Но тоа не ме спречува сега да им честитам на Благи Оливера за освоениот поен. Паметно одиграно. Сега собирете енергија. Сигурно ќе ви треба во продолжение да одговарате, но тоа не значи дека не може да си славите. Сега за сега. Требаше да пресечат Б и готово, ќе тргне да, може блага би им е попаметно, да, ќе почне од Блага и после ќе тера до Оливера. до Оливера. До Оливера. Да, тоа најсладко ќе ви беше дутна така мај. Бидете внимателни вие во продолжение, затоа што имам уште една лицитација за играње и како што реков може се да се промени за миг. Но, пред да продолжиме понатаму да ги прочитаме оние женски имиња што почнуваат на буквите дел од оние женски имиња што почнуваат на буквите А или Б. Кажавме доста еве на А, ќе ги кажам уште Алина, Алиса, Амелија, Ава, Агата, Ада, Адела. А потоа ќе се префрлиме еве на Б, ги имаме Бела, Белка, Билјана, Бисера, Бисерка, Благица, Благородна, Благуна, Блага, Блаженка, Блашка, Бобана, Борјана, Борјанка, Боса, Босилка, Бранка и така натаму ги има доста на овие две букви. Сега, како што реков, драги гледачи, време е за втората лицитација. Оваа лицитација ќе одлучи дали Николчи Даниел ќе играат на пенали или пак Благи Оливера ќе застанат тука со мене на главната сцена. Да не должам. Темата за втората лицитација гласи:
општини во Македонија, во чие име се содржат буквите Н или Т. Извор, сајтот на ЗЕЛС. Бараме имиња на моментални општини во нашата држава кои ги има 80 и во чие име ја има буквата Н или буквата Т. Доколку ги има двете букви, таа општина можете да ја кажете само еднаш. Овој услов го исполнуваат повеќе од половината наши општини. Николче и Даниел, дали ни е јасна темата? Благи Оливера, дали не е јасна темата? Супер. При втората лицитација, први са на давање започнуваат оние кои што имаат резултатска негатива по првата одиграна игра. Во таква ситуација се Николче и Даниел. Ке ве замолам да исклучиме кабината на Оливера и на Блага. А Николче и Даниел, која ќе имате понуда? Кажете. 5. 5. Започнуваме со 5. 7. 7. 8. 8. 11. 11. 12. 12. 13. 13. 14. 14. 17. 17. 18. 18. 1 плюс. 19. 20. 20. 1. 21. 22. 22. 23. 23. Нека одговараат. Да одговараат. Ајде да видиме, Благи Оливера. Бараме општини во кои што се содржат буквите Н или Т, општини во Македонија секако. Оние општини во кои што се содржат овие две букви, можеме да ги кажеме само еднаш, извинете. Ја да си наместам тука таблетчето со точните одговори. А вие кога ќе бидете подготвени, слободно започнете. Немаме многу полиња, но не се ни малку, 23. Бидете внимателни. Да почнеме со новаци. Новаци. Така е, точен одговор. Бутел. Бутел. Ѓорче Така е. Петров. Ѓорче Петров. Така е. Тетово. Тетово. Тетово, точен одговор. Новосело. Новосело. Така е. Куманово. Куманово. Точен одговор. Богданци. Богданци. И Богданци е точен одговор. Неготино. Неготино. Точен одговор. Битола. Битола. Ви текна. Чуваме за на крај. Струга. Струга. Струмица. Чекай, извини. Извини. Да, само момент. Струга е точен одговор, сега струмица, рекол. Струмица. Струмца. Така е. 10. Уште 13, 11, извини. Уште 12 ни фалат. Богомила. Богомила. Не сум сигурен Богомила дали има О, општина. ато. Чекай, мислам, дали има Н или Т, нема да. О, нема Ајде едно се ни затрчам. друго. Ајде да. Се избрзавме, да. Оф, Благи Оливера. Мало невнимание. Избрзав Да, јас. зошто? Ова беше баш кикс, малце се залетаме, почнеме да мислиме на општините, да ги кажуваме, да не Не. внимаваме на Н и Т буквите. Чиста лапсус, но не кошташе. Не мислев о треба буквата, не Да. секунда. О, флеле, ништо. Оливера, ќе бидеме повнимателни во продолжение, ништо не е готово, само им дадовме шанса сега, ни дадовте шанса да биде денешното издание поинтересно. Ќе играме на пенали, на ваш грб, ние другите ќе се, нели, ќе уживаме.
Благи Оливера, Ајде, не се бе. нервирате, не се Ајде, деконцентрирате, чо? фокусирайте се, ништо не е готово. Да, направивме грешка со Богомила, можевме да играме брвеница, тука имавме тете веќе на Б кога или О Валандово, така. Но тоа е што е. Ја ќе ги прочитам на брзинка дел од овие општини, ги има сепак 30 и нешто 40 на колку се. Дел од нив ги имаме Арачиново, Брвеница, Валандово, Вевчани, Виница, Врапчиште, Дојран, Долнени, Желино, Зелениково. Ајде, ода малце надоле, Македонски Брод, Македонска Каменица, Маврово и Ростуше, Неготино, Новаци, Новосело, Петровец, Старо Нагоричане, Свети Николе, Сопиште, Студеничен и кажавме центар Жупа Чешиново блеше во Чучер, Сандево, Штип, Шуторизари и така натаму. Као што кажавме, повеќе од половината општини во Македонија ги имаат една од овие две букви. А сега, драги гледачи, на мое огромно задоволство, а верувам не толку на моите надпреварувачи, ќе играме пенали и пеналите ќе одлучат кој од овие два надпреварувачки параки има шанси да се замине од тука и со парична награда. Да не должам повеќе. Темата за денешните пенали гласи: држави кои учествувале на Евросонг, но никогаш не победиле. Бараме имиња на постоечки држави кои учествувале макар еднаш на Евровизија, но никогаш не победиле. Не се признаваат некогашни држави кои веќе не постојат, како на пример Советскиот сојуз, СФРЈ и така натаму. Се признаваат и неевропски држави ако го исполнуваат овој услов. Николчи Даниел, дали не е јасна темата? Да. Благи Оливера, дали не е јасна темата? Одлично. Уште еднаш ќе кажам дека на пенали одговараме на поредно едните па другите. Први со одговарање започнуваат тековните предизвикувачи и бидете внимателни. Кабините се вклучени, можете да се чуете не баш најасно, но сепак бидете внимателни. Благи Оливера, кога ќе го имате првиот одговор, споделете го со нас. Македонија. Сам да кажам, еве некоја тема кај што сме многу успешни. Тоа е таа. Македонија прв точен одговор. Не, Албанија да правам. Албанија. Албанија. Така и Албанија точен одговор. Австралија. Австралија. Точно така, ова е една од оние неевропски држави кои што учествувале на Евровизија, на Евросонг, но не победиле. Бугарија. Бугарија. Ма не брзо, чекай. Ај, извини. Така е, и нашите соседи учествувале досега, но не победиле никогаш. Србија. Србија. Србија има победа со Марија Шерифовиќ. Точно, ја барам тука, барам, но да, Марија Шерифовиќ. Но ништо не готово. Да видиме што ќе одговорат Николчи Даниел. Ако погрешат, одиме како ништо да не било. Тие што имат учествувано? Да, учествувале на Евросонг, но не победиле никогаш. Да. Турција, Катар. Само внимавај, треба брзи да бидеме. Не брзо. Чекай. Морам да бројам. 10, Финска и Норвешка има. Имат. 8, 7, Кипар, да ја кажем. 5, Кажи. Кипар. Кипар. Има, мислам. Кипар, точен одговор за Николчи Даниел и уште еднаш пеналите ве вадат и ви носат победа. Ке ги укинеме ако вака продолжите. Нема више пенали да има. Николчи Даниел, шега на страна, честитки за победата, одлично одиграно. Иако морам да ви признам, секогаш кога дами учествуваат во листа за 300, малце набивам за нив повеќе. И ние. И кажи и ние. Чести задоволство се гледаме тука на главната сцена, но прво да се поздравам со Блага и Оливера. Благи Оливера, супер надпреварувачки бевте и внесовте една нова свежина во денешното издание на листа за 300. Криво ми е што на два лапсузи буквално паднавме. Првиот беше аплауд од невнимание, вториот
И јас не го знаев, да не лажам, не ми Не текнуваше одма ми текна со молитва. Па зошто не пресече одма ако ти текна? Имаме до некај 5 секунди. Веќе го изостив. Па нема проблем, блага да знаеш, Оливера, да знаеш за виднина дека може да го попелиш одговорот додека не е регистриран во режија. Тоа дава некои 2-3 секунди за реакција. Да знаете за понатаму. Ве чекам пак да дојдете во Како листата ќе се за видиме пак? Така, Така? ќе се видиме сериозно и треба со пари да ве пуштам. И уште една работа, Оливера, многу ми се допадна фризурата, заборев уште од сам почеток да кажам. Ке се видиме наредна прилика, до тоа за жал морам да ви кажам чао. Чао. Поздрав и до матурантот дома. Николчи Даниел, вас еве покрај оваа победа, ќе ви честитам и титулата ракометна која што освои Пелистер. Ќе искористам оваа прилика, честитки. Сериозно ви честитам и за титулата, заборавив уште во минатото издание на листа за 300 да го споменам тоа, дури кога дојдов дома ми текна. Или подсвесно не сакав, тоа ќе видиме, дали е така. Се зезам. Честитки, а сега да ги прочитаме оние 23 држави кои што учествувале на Евросонг, но не победиле, и потоа да видиме Николчи Даниел дали и колкава парична награда ќе земат. Тука ги имаме Австралија, Албанија, Андора, Босна и Херцеговина, Белорусија, Бугарија, Грузија, Ерменија, Исланд, Кипар, Литванија, Македонија, Малта, Мароко, Молдавија, Полска, Романија, Сан Марино, Словачка, Словенија, Хрватска, Црна Гора и Чешка. Можеме да видиме тука еден патрн дека станува збор за поголемиот дел од балканските држави кои што никогаш не вале победено. Добро се ја држат ова Евросонгот, оние скандинавците и не го даваат. Рекеме така. Ние понатаму ќе се учествуваме и нема да победуваме козинот на другите. Ако не се лажам, оваа година не учествував. Како и да е, да се вратиме на тоа што се. Николчи Даниел, повелете тука на главната сцена, а вие, драги гледачи, останете со нас да видите што ќе направат во продолжение. Се враќаме веднаш по пузата. Николчи Даниел повтор пат ми се придружија тука на главната сцена и повтор пат ќе имаат шанса да си освојат убава парична награда. Минатиот пат баравме најдолги реки, ако не се лажам, во светот. Успеавме да земеме 50 евра, се откажавме кога почувствувавме дека може да погрешиме, да, и паметно ја би рекол. Знаевме дека ќе имаме шанса за поправен и евеа таа шанса. Темата ми е подготвена, но мораме повторно да протрчаме низ нашата листа, да се подсетиме дека таа е составена од 15 полиња, кои што ако ги исполниме со точни одговори ќе освоиме максималната парична награда. Во меѓувреме за 3 точни одговори ви следуваат 50 евра, за 6 100, за 9 150, за 12 200 евра и за 15 си заминувате од тука со парична награда од 300 евра. Дали може да читам темата? Се може. Да, пратиме спорт. Пратим. Ќе видиме? Да, ајде да видиме. Мислам дека ќе ви легне темава, но да не зборам пред време. Слушајте вие добро, драги гледачи, денеска го тестираме нашето знаење на тема екипи во германската Бундеслига. Ги барам имињата на фудбалските екипи кои играа во сезоната 2024-2025 година. Настапуваа во најдобрата германска фудбалска лига, позната како Бундеслига. Знаеме дека заврши сезоната 24-25, се знае и кои се шампиони, прваци и така натаму, но едно мало подсетување, зошто да не? Таман на крај. Пратиме ли Бундеслига? 18 се сите? Да, ако не се лажам, 18, да. Значи ние треба да даме 15. Имаме право. Само не брзи. Добро, полека. Да, има да бъдат за 350 евра. Може? Ода црното горе што фали, ето е за 50. Бар Мюнхен. Да. Можеме? Бар Мюнхен. Бар Мюнхен. Бајер Мюнхен. Не постои таков тим. Море, прескокни. Бајер Мюнхен, прв точен одговор. Дортмунд. Дортмунд. Мислиме дека познаваме. Борусија Дортмунд. Leverkusen кажеш. Како? Целосно тиме може на Дортмунд. Борусија Дортмунд. Да, да. Ке да кажуваме цели имиња за да не дојде да него. Бар Leverkusen. И тоа е втор точен одговор. Бар Leverkusen. Бајер Леверкузен. Помалиот брат на Бајер. Бајер. Бајер Леверкузен, трет точен одговор и еве свек сеака е песката, овој пат песката многу полесно. Да. Ја до џапата. Идемо Се дале. надеваме. Да, само сега да задржиме работата. Да. Значи се одиме со три. Да, одиме. Андрев. Ами ги има. Одиме. Ајде. Да бе каже Антреф. Айнтрах, Франкфурт. Айнтракт Франкфурт. Да.
Тешко име се изговарање на моменти, ама... Да. Четврти точен одговор за Николче и Даниел. Мајнц, да. Ете го. Имаш. Ни работа денеска Си пресича. напишав спортска. Мајнц. Мора да памтам. Мајнц. Кажеш ли? Штутгарт. Година ли играш во Провалија? Да, бе, да. Јаки бе. Мајнц е пети точен одговор. Штутгарт. Штутгарт. Штутгарт за 100 евра. Ајде денеска играме за марки, може? За 100 Може. марки. Е така. Ајде играме во Франција, тие поскапи се. Швајцарски. Штутгарт за 100 евра. Точен одговор. Честитки, момци. Сега што време за понатаму? Да, размислям да договориме 3. Унион Берлин. Унион Берлин. Херта не игра се. Не. Чекай. Унион Берлин. Куди се закочим вака. Чекай да ќе. Први е Леверкузен. Барен. Ведер Бремен. Вердер Бремен. Хофенхем. И Хофенхем. Да. Оди. Хофенхем. Ајде, Хофенхем или Хофенхайм се едно. Хофенхем. Да, нема. Унион Берлин. Унион Берлин, кажи. Хофенхайм. Зависи како изговара. Не, Бог знае за како. Тоа е точен одговор, ајде да не ме држиме во неизвестност. Вердер Бремен. Вердер Бремен. Вердер е Бремен. Бремен. Бремен е. Вердер Бремен. Осми точен одговор. И кој ќе биде одговорот за 150 евра, за 150 марки? Само да размислам, да. Ама дали беше? Година. Унион Берлин. Сигурно е. Треба да. Унион Берлин. Девети точен одговор за 150 евра. Е, сега размислувате што правите Кругот за малце, понатаму. нема ли да ги Чекай размислиме са малце табалата како изгледа? Нема проблем. Чекай да ви честитам за тие 150 евра. Си игра. Штутгарт го кажа. Хайнекен има, мислам. Значи еден фали, а? Е, Значи прв е да речеме Леверкузен, Дортмунд, Айнтрахт Франкфурт, Мајнц тука, Борусија, Дортмунд. Мехенгладбах, Брусел. Одиме. Да. Тегна. А ја пробам, викам сега. Сакам да Ама луѓето да им закоче. помогнам некако, како да ви асоцирам нешто. Мехенгладбах, Фрайбург. Ама Фрајбург. Чекай. Фрајбург? Да. Ајде, Фрајбург за 10 да видиме. На 200 идеме, а? Фрајбург, 10 точен одговор. Борусија Мехенгладбах. Полека. Борусија Мехенгладбах. Така се кажува. Како ми го кажа? Како што пиши? Така го слушам. Борусија Мехенгладбах. Борусија Мехенгладбах. Ајде да видам сега како напиша, мислев нема да. Точен одговор. И Бохум, И Бохум. ако се изговара така. Не, ова, знаеш какво смирување дојде на целата работа после Борусија Мехенгладбах? Бохум. Дај уште Како да не постои. Чека да размислиме уште на 3 сега. За 200 евра, точен одговор, Бохум, честитки, момци, бидете внимателни. Не остануваат Мораме да уште размислиме. 3 Да, да, одговори, да, а во игра, сега не се лажам, 6 екипи. 6 екипи, да. Челси играше бе Хайнекен. Кој бе за отпаѓање, не така? Не жека не пише. Ако ви текна две, јас за една некако ќе пробам да ви асоцирам. Готово. Хайнекен. Ние, чекай. Уште еден кажи, Марче ќе помогне. Шалке, отпада, Не, не Шалке. изигра Шалке. Годинава. Се Не, врати тоа. во втора. Во втора е. Карсле не игра. Не. Хофенхем, не. Хофенхем го кажавме. Да се пробаме или не? Не бе, кажи еден да ми текне. Не, знам да кој. Не бидете, не идете на ризик, така може да ги изгубите хајде, 10 евра и ја не би сега искрено. Видете, проверете дали ви текнуваат 3, ако не, подобро да ги земеме 200 евра. Само минута и се откажувам. Мислам, помалце. Ќе одлучиме каде да се. Штутгарт, не, сака да. Ги кажав нови пред. Има уште едно слично со Хајм. Уште еден тим. Хайденхен, тоа е. Хамбург не влезе го. Го кажавме и тој? Чај да видам. Хамбург Хайденхен не е, тоа е. Нема Хамбург, не е. не влезе. Знаеш колку сум закочен во моментот? Да.
Гројтерфурт да не беше тие Не. пропадна. Не. Карство да ти е падна втора. Не. Да ги префатиме, нели имаме уште игра. Ај. Да, и ја мислам, паметно, сега ќе ви кажам, знам дека ќе ви тегнат. Што ни тегнат, ние ги знаеме, ама само ги Знам, знаеме. Хајденхем знам дека има 100%. Да, Хандехам, потоа ќе имаме, чекај вака. Ги знаеме Ќе ги сите, само- прочитам сите, за да не барам сега. Не се многу 18 тимови кои што игра во германската Бундеслига. Тоа се Айнтрахт Франкфурт, Аугсбург, Бајер Леверкузен, Бајер Минхен, Борусија Дортмунд, Борусија Мехенгладбах, Бохум, Вердер Бремен, Волфсбург, Лајпциг, Мајнц, Сент Паули, заборавивме, Лајпциг, во треска чекав на Лајпциг, викам, не знам како да ви го асоцирам Лајпциг. Него му е омилен. Не знам како да ти го Red Bull. Омилен ти е. Кај застанавме, чекај, извини, Лајпциг, Мајнц, Сент Паули, Унион Берлин, Фрајбург, Хайденхаим, Холштайн, Хофенхаим и Штутгарт. Тоа се оние 18 екипи кои што задоволни и честитки од мене уште еднаш. Како што знаете и самите си обезбедивте учество и во следното издание на нашиот квиз, па ќе се видиме и тогаш ќе имате шанса и тогаш да ми земете пари. До сега, успеавте да ми земете 250 евра, нека се множат и се гледаме во следното издание. А вие, драги гледачи, останете ми во добро здравје, секако во продолжение, останете со програмата на телевизија Сител и чекајте го следното издание на нашиот квиз. А до тогаш, никако не заборавајте, ве сага Марко и ве сага телевизија Сител. Чао!